Почитувани граѓани на Арачиново, почитувани представници на медиумите. Посетата на Арачиново ни дава за право да кажеме, ако на цела територија на Северна Македонија во тек една голема градежна офанзива за изградба на различни капитални инфраструктурни проекти, општина Арачиново е Северна Македонија во мало. Во оваа општина инфраструктурните проекти се реализираат во континуитет едни по други во последните 3 години. Денеска сме тука за да се увериме дека градежните работи на изведување на канализационата мрежа во Арачиново се изведува според предвидениот план и утврдените рокови. Работите на самиот терен интензивно започнаа кон крајот на јануари оваа година и веќе се завршени околу 55% од канализационата мрежа. Паралелно работат две екипи на две различни локации. Јас сум уверен дека со ова темпо изградбата на примерната канализација за местото Арачиново во должина од нешто повеќе од 10 километри ќе заврши пред предвидениот рок кој што е определен за март 2021 година. Кога пред 3 години се случија политички промени и кога некои се закануваа и предвидуваа федерализација и кантонизација, ние ветивме дека овде во Арачиново ќе изградиме канализација. Го ветивме тоа затоа што е недозволено населено место на 10 километри од главниот град да нема канализациона мрежа во 21 век. Го ветивме тоа затоа што Арачиново како општина е во која најмалку се вложуваше од страна на претходната власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ, и затоа денеска го следиме напредокот на изведување на проект вреден 106 милиони денари. На почетокот на оваа изјава реков дека Арачиново е нашата земја во мало во поглед на градежната офанзива и дека овде проектите се изведуваат еден по друг. Пред некое време овде завршија работите на новата современа општинска зграда. Останува да се доуреди просторот околу зградата и да се опреми со канцелариска опрема и друга опрема за внатрешноста на зградата. Новата зграда на граѓаните на општина Арачиново ќе им овозможи брзо и многу едноставно да ги добиваат услугите од општината, а администрацијата на локална самоуправа ќе работи во современ објект со силна мотивација да им ги даде на граѓаните сите потребни сервиси. Во меѓувреме во 2017 и 2018 година се изведува работи за реконструкција на постојната општинска барака, каде сега работи администрацијата на општината. Се реновираше старото училиште, а во новото се вгради модерен систем и енергетски ефикасен систем за грејење. Преку Бирото за регионален развој и Агенција за поддршка на земјоделство и рурален развој се изгради локалниот пат кон село Грушино, како и се започнува со градба на шеталиште и пешачка и велосипедска патека со хортикултурно уредување овде во Арачиново. Се заврши дел од работите на бунарите, а некои градежни работи на другите бунари се во тек, со што ќе заврши и проектот за автономно снабдување на резервоарите за вода за непречен дотек на чиста вода за пиење во Арачиново. Ова се само дел од сите проекти, некои се пред почетокот на реализацијата, а посебно сум горд што успеавме да го завршиме комплетно проектот, односно да започнеме со градба на првата детска градинка која што ќе биде најголема по површина и капацитет, која што за прв пат се гради во историјата на Арачиново и на тој начин ќе се допринесе да имаме згрижување на децата, односно за раниот детски развој. Арачиново е пример за тоа што навистина значи концептот едно општество за сите. Освен заедничкиот живот со сите представници на етничките заедници. Во овој концепт значи и еднакви услови за живот и во урбаните и во руралните средини. Едно општество значи и еднаков развој на локалните самоуправи и тоа е нашиот концепт за подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани кој дава резултати. Имаме мотив за овој концепт да го развиеме, имаме волја, имаме енергија да работиме уште попосветено на креирање и реализација на мерки и политики
што се во интерес на граѓаните. Јас сум убеден дека во наредните 4 години ќе продолжи соработката помеѓу владата и локалната самоуправа во општина Арачиново, а се со цел да се остварат интересите на граѓаните на Арачиново и да оваа општина стане едно прекрасно место за живење со сите неопходни услови. Сакам да истакнам на крајот дека владата, како и досега, ќе продолжи да ја поддржува општината, да ја поддржува градоначалничката преку проекти. Сега во теке и проектот за асфалтирање на локални патишта, во кој што општина Арачиново има некаде преку 600.000 евра од државата, кои што ќе бидат насочени кон општината за да можеме сите овие инфраструктурни проекти да ги реализираме. Благодарам на внимание.